ако земеме дека ковидот е главна причина за економската криза и за донесување на овој ребаланс, интересно е зошто кратењето во здравството сепак продолжува. Например, намалени се средствата за клиничките центри во Скопје и во Штип. И тоа од 812 милиони денари на 172 милиони денари. Значи тоа е за 3/4, за повеќе од 3/4 намалување. Понатаму, за општата болница во Кичево имаме 0 денари. За амбуланти во руралните подрачја имаме 0 денари. И тука зборуваме за подрачја кои што традиционално се со едно од кај што населението традиционално е едно од најсиромашните. Понатаму, имаме намалување чак и во средствата за купување за медицинска опрема од 100 милиона на 83 милиона, значи за една петина од прилика. Значи не е само ковидот. Луѓе, претходно како што каже и другарот Пасиев на говорница, значи не е само ковидот. Луѓе не може да дојдат и за елементарни работи да се лекуваат, а да не зборуваме и за хронични и за други работи. Значи не сме посебно, ако се оправдува овој ребаланс со ковид кризата, да се крати во здравството, а очигледно дека се крати.